Ќе разговараме со Бети Иванова, етнолог во етно одделението при музеот во Штип. Значи, еве сега самите великденски пости кои што траат еден подолг период, значи она прочистување на телото, на душата во чест на воскреснувањето на Христос. Имаме последователно низа на обичаи кои што се проследуваат низ овој период. Вака да кажеме сега, значи, вистинската пролет доаѓа нешто подоцна од она што е календарски. Значи, раззеленувањето на пролета, будењето на вегетацијата започнува нешто подоцна. Со ова започнување, народот, значи, на овој начин, со будењето на пролета, почнува да ги смета и оние празници кои што се во овој период и календарски, тие се нарекуваат или по-етнолошки, ги нарекуваме среднопролетни обредни обичаи, или вразувајќи ги за овие два најголеми празника во пролета, Великден и Ѓурѓовден, уште се познати кај народот и како великденско-ѓурѓовденски обредни комплекси или празнувања. На овој начин, значи, можеме да кажеме, како што кажав, главни празници се Великден и Ѓурѓовден и тие го одбележуваат овој среднопролетен обреден комплекс на празнување. Сега веќе неделата до Великден, значи последната недела и од постите и до денот на празнувањето на големиот празник Великден се нарекува Великденска недела, значи Велика недела, и веќе секој ден од неделата има свој предзнак велик. Понеделник, вторник, меѓутоа посебно се карактеристични Велики четврток, Велики петок, значи Велика сабота и неделата самиот празник Великден. Ке се навратам на цветници повторно. Рековте дека тоа е денот кога Исус влегува во Ерусалим. Цветници се нарекува токму поради тоа што кога тој влегувал во градот, пред него се фрлале цветови, се фрлале маслинови гранки. Да. И ден денеска, значи, на цветници на Лазарат, овие два дена се поврзани, да се берат врбови гранки. Во некои предели врбовите гранки ги носат во црквата и оттаму потоа се делат како кај нас на бадник дабовото гранче што се дели. Исто на овој ден се дели потоа врбовото гранче, се носи дома, значи се во знакот на будењето на пролета, значи на светлината, на она што е позитивно и во природата и кај човекот нормално, значи самата светлина, самото сонце, и па и кај нас се забележува расположението. Кога е убав денот, ние сме многу порасположени, подобро се чувствуваме. Значи сите овие работи се поврзани токму со здравието, со благодетот, и сите обичаи кои што се практикуваат се во тој контекст. Така. Од понеделник до сабота, рековме, се одбележува Великден. Да. Има ли некои посебни обичаи кои што се случуваат до Велики четврток? До Велики четврток не, значи вообичаено се извршуваат сите оние работи, меѓутоа на домашни, тоа си е најнормална работа, значи да се завршат сите оние работи, затоа што пак веќе од петокот, така да кажеме, значи се празнува Великден, домаќинките сега така да кажам, значи не работат, не буквално дека не работат, ги извршуваат домашните задачи, меѓутоа еве оние да речеме потешки работи, како перењето, сепак се задржани во чест на празнувањето да се поместат за некој ден. Така. Кажавте дека се во тек великденските пости. Сега има одредени личности кои што постат целиот пост, има и некои кои што постат од понеделник до самиот ден Великден. Дали е тоа правилно според вас? Мислам, сигурно се случувало и во минатото. Сигурно е забележено во некои од книгите на нашите историчари. Па да, видите сега вака, значи постот за Великден е не само телесен, не само значи пост со храна, тој треба да биде и духовен. Прочистување на душата, да. Секој индивидуално е, значи, постењето, кој како може,
затоа што имаме и болни луѓе кои што не можат, сакат, ама не можат да го одржат постот. Меѓутоа, еве тоа се задржало од давнина и сега. Оној кој што се чувствува способен да ги издржи сите овие пости, зашто не се малку, ги држи. Секако си имат своји денови кога може да се јадат на зејтин, кога може да се јаде риба. Меѓутоа, воглавно ова е еден од најголемите пости, онака како што треба да биде. Така. Се пости, потоа кога се оди на пречистување? Веќе Велики четврток имаме поголема активност, значи веќе почнува на празнување, чествување на празникот. Имаме боење на јајцата или фарбање или вапцување, како кај нас по штипски се нарекува, народски. Рано наутро, значи пред изгреј сонце, домакинката станува, ги бојосува јајцата, ги шара. Првото јајце треба да е црвено. Првото јајце мора да биде црвено. Црвено затоа што ја символизира крвта на Исус Христос. Црвено затоа што се во животот е една борба, значи еден начин на кој што мора да се животот го означува црвената боја. Значи борбата за продолжување на животот, да се избориме со сите оние работи и активности кои што ни следуваат во еден ден, па и низ целиот живот. Додека белото представува светлината. Сега сакав да кажам, значи јајцата се фарбаат рано наутро пред изгреј сонце. Некогаш, сега веќе ретко кој го практикува тоа, значи на прозорот или на терасата се простира црвена токму тоа сакам простирка, се простира црвено нешто и се започнува со боењето на јајцата. Што значи тоа простирање на црвеното нешто или простирка, или некои практикуваат блуза или обична крпа, чисто да има само да е црвено, Токму ова што го кажав, значи црвеното, животот, крвта на Исус Христос ја покажува оваа црвена боја. Така. Во четврток се вапцаат јајцата? Во четврток веќе се фарбаат јајцата, порано тоа било на традиционален начин, значи со природни бои, собрани растенија од природата, црвени бои, црвената боја може да се добие од цвеклото, жолтата боја може да се добие од морков, зелената боја од некои зелени, од оревот, значи се имале свој начин на користење на боите од самата природа. Додека сега веќе имаме веќе модерни бои, така да кој како сака се користат и повеќе бои, не само црвената. Значи кај нас е символ црвената. Меѓутоа не значи дека треба да биде само црвената боја. Точно, во северните земји се користат сината боја, зелената боја, боите на пролет. Жолтата боја, боите на пролет. Претежно, да. Имам интересен податок дека и ден денес, или спомнавте минатото како се војсувала јајцата, но и ден денешен некои од повозрастните жени, има и помлади, но повеќето повозрастни жени ги војсуваат јајцата и велат најцрвена излегува бојата од лушпите на кромитот. Дали има некој таков адет кој што бил во минатото? Освен она што вие го спомнавте. Да. И лушпите од кромитот се користат за вапцување на јајцата. Меѓутоа сега, ако е бело, можеби повеќе ќе добие боја, нели? Ако е жолто, бојата малку ќе се смени. Меѓутоа, најдобра црвена боја, според мене, е бакамот. Да. Значи бакамот може да се користи. Според мене. Сега кој како милува. Така, сакам да ве прашам, јајцата се вапцуваат во четврток, кажавте, а првото јајце треба да се изеде веднаш откако на Велик ден ноќта ќе се заокружи црквата, ќе се повика Исус и тогаш. До тогаш нетрпението на децата е големо, со нетрпение очекуваат, нели, да се чукнат со јајцата, да видат кое јајце ќе биде посилно, кое повеќе ќе издржи. А во Велики петок, има ли нешто карактеристично што треба да се подготви за тој ден? Сакав да кажам уште нешто за Велики четврток. Значи, со фарбањето на јајцата во утринските часови, во попладневните часови децата се бањаат со црвеното јајце.
И овде имаме една исто магиска мок, значи со црвено јајце, со здравец и се изговараат зборовите да бидеш здрав и црвен како здрав како здравец, црвен како јајце. Значи здравствената состојба на секој му се посакува да биде добра. Да има. Сега во петок нема некоја посебен обичај нели што се практикува, меѓутоа трпението, како што кажавте, мора да се исчека, да се дочека тој, да се воздржат, да се дочека денот кога вечерта во 12 часот ќе излезат сите на црква, ќе слушаат богослужбата на свештениците и по објавувањето ќе се чукнат со јајцето, односно тоа е првото омрсување по сите оние денови пости, да. Она што е карактеристично за Штип и секако и во останатите делови од Република Македонија е дека на тој ден, односно таа вечер, масовно сите излегуваат, поточно сите одат во црквите. Значи, еве во Штип има на повеќе локации, повеќе храмови, Божи храмови, меѓутоа секаде е преполно од народ. Да, народот си го почитува, тоа е исконско, значи, кај секој човек духовно, како што реков претходно, ги почитува овие, ајде сега веќе ако не сите празнување, меѓутоа Великден и Божик масовно се посетени храмовите. Тоа е чувството на народот. Народот си го чувствува тој празник како голем празник, си го чествува на еден начин и си го почитува. Всушност ова е и традиција која што никогаш не престанала. Она што е карактеристично за, нели спомнавме, одењето на црква по повод Великден, кршењето на првите јајца, дека од црквата народот масовно се упатува или во своите домови, носејќи зрак светлина од свеќите кои што горат таа вечер, внесувајќи ја дома за да внесат благодет и свето нешто од црквата. Интересно е и ова што, еве, ова го разбрав, иако порано и јас не сум го знаела, меѓутоа од тетка на мојот сопруг, дека вечерта со огинот од цвеќата, значи со светлината, додека да се стаса дома не треба да се зборува. Зошто? Не ми да објасни, меѓутоа ми рече само дека така треба да биде, значи ја го донесуваш мирот, ја донесуваш светлината со тишината. Така, ети, тоа е интересен обичај кој треба да се практикува. Кажавме дека ќе го продолжиме разговорот со она што се случува после, нели, кршењето на првото јајце, внесувањето на светлината и со тишината дома, утредента. Со свечен ручек се завршуваат веќе постите и веќе сите оние кои постеле можат да се почестат на некој начин. Да, тоа е чествување на душата. Да се изразам народски. Чествување на душата. Завршуваат постите, првото омрсување е со великденското јајце. Наредниот ден е ден за семејството. Се собираат сите во семејството, се прави свечена трпеза, се прават мрсни јадења, значи веќе постот завршува и се прават мрсни јадења и се прави една гозба, така да речеме. Се собираат сите од семејството, значи се практикува да се соберат сите, иако не се во една куќа, значи се собираат децата, одат кај родителите, тој ден е ден за празнување. Овој ден главно нешто е ручекот, свечениот ручек, меѓутоа постојат уште 2 дена каде што се посетуваат роднините, децата ги посетуваат своите роднини и се даруваат јајца. Се даруваат јајцата на децата. Порано во некои места, значи на овој ден дури за прв пат, еве сега ќе кажеме во селските средини, значи во минатото, за прв пат невестите, младите невести ги носат во црква да ги представат и да даруваат
јајца, се оставаат јајца и во црквата во четврток, меѓутоа во неделата, значи понеделникот и вторникот, оние 3 дена на Великден што се празнува, се посетуваат сите роднини и се даруваат јајца. Не кажавме дека после, нели, наредните 3 дена, како што рековте, тогаш тие денови се одбележуваат со, нели, кога ќе се сретнат познати со Христос воскресе, навистина воскресе. Не само тие 3 дена, значи во наредните 40 дена, се поздравува така со Христос воскресе.